Маѓесникот што му баја на трите царски снаи да родат по едно машко дете и едно од децата да му даат на маѓесникот бакшиш. Чита Александар Станојков. Неколку години поминале од која ја оженил синови си еден цар и снаите не му родиле деца. Бидејќи царо бил застарен и близу му била смртта, мило му било да види едно внуче од синови си да после да умрет. Нарачал по сите градови да викаат телјали за кој еким, али кој вражач и кој бајач и маѓесник знаи да направи некој маривет, да му родат трите царски снаи, колку азно ќе сакат, толку ќе му дајат. Од кога довикале телјалите по сите градови и села, баја ги време поминало, што не се јави човек при царо да му направи некој маривет. Едно утро му дошол еден старец при царо и му се кажал, оти тој знаел маривет да му забавит на снаите од царот и да му родат по едно машко дете. Ама, од трите деца, едно не му да му даат бакшиш да си го има за син. И викнал царо снаи си и му кажал за бајачо. Сите три кандисале само да родат, да, од која да сака детето, ќе му го даеле на бајачо. Од која и врза зборовите снаите и маѓесник, изваил од една торба билки чемериќи и му забавил на сите три снаи, му дале од тревието да каснат и си отиде по работата. На годината да благословиш, сите три царски снаи си родиле по едно машко дете. Голема радост сториле снаите и царските синови, а уште поголема сторил сам царот, оти му се исполни желанието со видувањето на три внучиња. Растоа порастоа трите деца и никако на ум не му идело никому за оти ќе сака бајачо едно дете. При се што поминале многу години, околу 10-12 години, и еве му го бајачот со торбата на рамо, му се истресе на царо. И од која сторија здраво живо, му заумил на зборо што имале со него и со снае му да му дадат едно дете бакшиш. Ја повикал царо големата снаа и ја рече: снао, еве го стариот дојде да ви земи едно дете. Ќе му го даиш ли твоето? Кога чула големата снаа тие зборови, косата е се кренала и му рекла: нема да му го даам моето дете, честити царе, чунки моето дете ќе биде цар по смртта на татка си. Ја викнал посредната снаа и таа не го давала, чунки таа го токмел за садрјазам да ја биде. Во тоа време се јави детето од помалата снаа и му рече на деда си: дедо, вие сте дале збор со мојата мајка на Стариов и со моите стрини за едно дете да му дајте на Стариов. Ако не му даате, срамота е за вас и да ти земите зборо назад, чунки ти си цар. Видувајќи јасот и моите стрини се откажуваат и синои си не и даваат, еве сум јас, ќе му одам при деда, кај ќе ме носи ќе одам и што ќе ми речи ќе работам. На тоа згора немаше ништо друго што да се прави, отколку царо да кандисат да оди детето, при се што не кандисувала мајка му. Од кога се испростило царското внуче со деда си, татка си, мајка си и со сите домашни, го помолило стариот да му ја дај торбата што ја носел, тој да ја поноси, да не му тежи на стариот. Тргнал стариот напред, детето по него и за неколку дни дошле во една пуста пустелија кај што петел не пеал, кај што човек не стапувал и се запреле пред една железна порта од едни големи и страшни сараи. Отворени бидејќи портите, влегува во големата авлија и старецот го остави детето да постои во дворо, дури да пригоди мусафир од ајата што имал маѓесникот, а после да влези внатре. Стоејќи детето во дворо, се ополи насекаде околу сараите и виде една бавча многу голема со многу стари дрва како во една голема пустелија и како да не стапила човечка нога. Виде неколку човечки глави закачени на колои. Видувајќи тие глави детето, баја ги беше се уплашило да не би и неговата глава да ја закачи таму. Во страо згора
проговорила една од главите што била закачена и му рекла: Момче, и ти идеш по тој проклет ѓаол како јагне на касапница, како што сме дошли и ние. Слушај што ќе ти кажам јас нешто. Чунчистарио ја забореил торбата. Посигни во неа и извај го едно остро шило што го има клаено старио, и кога ќе дојде од одајата да те вика, ти гледај тој да влези пред тебе во вратата, а пак ти да одиш по него и закачи му го шилото во плеќите, и на часо ќе падни мртов маѓеснико на вратата и како јаглен ќе поцрни и ќе се стопи како сол во вода. Така ќе куртулисаш ти од него. А пак ако него сториш тоа нешто, тој ќе те внеси внатре и ќе те клаи на ражен, та ќе те испечит како некое рудо јагне, та ќе ми те изеди како што не изели нас и глаите ни и клал на овие колои. Во торбата има еден ќулав и него да го земиш, и кога ќе го клаиш на глава, ќе се направиш најслаб човек, мрсулав, мрзлив и најсиромав ќе покажуваш. Од кога ќе го убодиш маѓеснико, ти ќе влезиш во Сарајо и ќе видиш еден ауз. Влези во аузо и скапи се, да ќе станиш страшен јунак, силен и јак, што да победиш најсилна војска. Од кога ќе се искапиш, ќе те пречекаат 3-4 моми со најубави алишта и ќе те променат. Отаде, појди во големата ливада, да ќе видиш еден крилат конј, вати го и јавни го, да едно ќе излезеш од Сарајо надвор, ќе висни конјо, што да можи, и на часо ќе довтасат еден силен рслан и една рсланица, да ќе му застанат едниот одесно и други од лево, да го варда конјо со стопано од секакви лошотои. Кога ќе сакаш да го земаш конјо и рсланите, извај си ќула од пазуа, клај си го на глава и ќе го нема конјо и рсланите, и ти ќе се сториш као најсиромав. Од кога се дорекоа тие зборови, ете го маѓеснико дојде и го поведе по себе детето да го носи внатре, и едно дошле до праго, стори детето као да се уплаши и се поврати назад од праго. Што се боиш, дете? Влегуј и не бој се, му рекол старио. Не знам, дедо, што ми дојде нешто као страв, влегујте вие напре, влегујте, та јас по тебе ќе влезам, му рекол детето. И едно влезе старио со едната нога во вратата, туку му го удри шилото во плеќите и падна на праго мртов, и си влезе детето во Сарајо, да појде кај аузо и се искапало, и кога излезе од аузо, го пречекале ни најубави моми со најубави алишта и го променија као некој зет. Кога се виде детето, страшен јунак, голем и силен, бестрашлив едно чудо. Отиде во големата ливада и го вати обружаниот конјта, си го јавнал, и едно излегол од Сарајо надвор, виснал конјо што да можи, и ете ти и рслано и рсланицата кај трчаат од една голема корија и додоа кај конјо кротки и мирни до конјот. Тргнал момчето да оди и дошол до еден царски град, да слегол од конјо и си клал ќулав на глава, и се сторил еден најсиромав човек, и се прибрал до градината од царо, да го помолил бавчанџијата да го земи да работи во бавчата со друзите аргати, макар и за бадијала. Волејќи му се многу царскиот син, го прибрал бавчанџијата да му растура гној во бавчата. Кога се засукало да работи, колку за петина работа сработувало. Се чудел бавчанџијата на неговата работа. Навидум не бил некој јак да се гледа, али за работа чуден бил, тики многу го замилувал и се во бавчата го оставал да седи и доње и ноќе се тамо си седел. Едно утро беше се оптегнал царскиот син на буништето, свртен во пенџерињето на царскиот сарај.
Во тоа време се отвориле 3 пенџериња и на секое пенџере застанала по една мома. 3 царски ќерки, која од која полична и поубаа, а најмалата била како сонце лична. Ами, Леја кладе окото на малата царскиот син и од која се истаја двете сестри од двете пенџериња, остана само малата и тога и си го изведе ќула од глава, та на часот беа му дошле конју и Рслано со Рсланицата и тој станал еден јунак личен и преличен. Го разиграл конјот низбавча близу до пенџерето. Од кај што беше и стоеше, царската ќерка му врли една ќиска позлаќена. Слезе од конјот царскиот син, си ја зеде ќиската и си ја закачил во чалбијата, та на часу си ја клал ќулавката и пак станал сиромав и мрсулав за да не го види некој со конја. Бидејќи втасани биле 3 царски ќерки за мажење, заповедал царов во неговата царштина до што Ерѓен има втасан за женење, секој да дојди на филјан ден и филјан место да се бендисуваат царските ќерки по едно момче и да си го земат за маж. Дошто било Ерѓини во царштината и во другите царштиња, сите беа дошле при царо и се наредиле на одреденото место и излегоа 3 царски ќерки со едно позлаќено јаболко в раце и тргнале да се одбираат момчиња. Сопрво поминала поголемата ќерка да се одбира момче и од која и поминала сите наред си бендисала едно најбогато и најлично и го удрило со јаболкото. Кога виде царот, царицата и сите големци оти најарното момче си одбрала, сите се израдувале и голем ќеф сториле. Тргна и средната и таа одбрала најарно момче и за неа се израдувале. Тргнала и најмладата да си бендиса момче и никој не бендисала. Дури дошла до царскиот син со ќулавката и на него го фрлила јаболкото. Кога виде татко и мајка и сите други царски лиџали, дадоа вик: Јанлош, Јанлош, повторно да фрли јаболко. Пак ја дадоа јаболко и пак на него врлила. Треќи пат па на него и на третиот пат се налетил таткоета, заповедал да ја клаат ќерка му во една одеја кај што и затвораат густите и пајките и ич да не се јави пред лицето него ни таа, ни пазето мрсулов. Курдисаа садба да се прави за двете ќерки токму 3 месеци. По неколку дни го заболеле царо очите и екимите му рекле да најди млеко од некоја арсланица да му тури во очите и да му оздравеат. Кој ќе оди да бара млеко? Зетоите се наватиле да му најдат. Се обружаа и се приготвија да одаат. Тоа нешто го разбра царејата мала ќерка и му кажала на мажа. Извеил тој ќечето и јавнал конјо, та отишол во планина кај што ќе одеа баџанаците и си направил една колиба од шума, да се курдисал таму да и чека. По неколку сати втасале баџанаците и се здравувале со него и прашал кај одат и што бараат. Ние бараме од Рсланица млеко, пријателе. Арно, ама туку се чудиме кај ќе најдиме, колку за пари чудо ќе дајме само да најдиме. Јас имам Рсланица и евеа зад мене пријатели, му рекол. Арно, ама со пари не го продавам, чунќе со пари не сум го купил. Ама со што ќе ни дајиш, бре пријателе, му рекле. Кажи ни да чуеме. Со по еден жежок мур да ви удрам на буто, пријатели. Ете, со тоа ви давам леко. Кога чуја тие зборови баџанаците, се поопули еден водруг и му кандисаа да му удри по еден мур на буто и да му дај млеко. Одоколу тој побрзо си дошол дома и си седнал во гускарницата. По малце време беше му отворил еден дженк некој друг цар на тој цар и крена војска, та отиде да се бие со тој цар. Неколку дни што се би, не могол да се бие и се назад му бегала војската. Во тоа време се јавил малиот зет со Рслано и Рсланицата, да му се представил пред царот и му посакал изим за тој да води војската и да се бори, таа со име Божие ќе надвиел.
Цар му дал изим и тој ја повел војската против душманот од деда си. Кога тргнал сабијата од ножница, кога го разиграл коњу и повел војската по себе си, и кој тој сечи, кој рслано, рсланицата кини, кој војската, ја победија од другиот цар војската и ја отмеа земјата што беше му ја зеле. Кога виде царот тоа нешто, на големо чудо беше станал и го прегрнал непознатиот јунак, да го целивал права в чело и му го видел малиот прст раскрваен, да извоил царо негова шамија и му го врза прсто. Збогом, честити царе, му рекол малиот зет, оти јас сум од многу далеку. Велејќи му така, царо извоил големи бакшиши да му дава, ама тој ништо не му зел и си дошол од околу дома и пак си го клал ќулао нагла и си останал пак сиромав и несмасен во гускарницата. Идејќи си царо со војската радосен, повторо курдисал свадба да прави за ќерки си. Сурли, табуани свиреле, гајди, дајриња свиреле, туку така пукот одело по царските сареи. Царицата при се што се радувала за двата зета, а пак жалела за малата ќерка, оти да земи такво мрсулово момче, ти ќе отишла да ја надзри од пенџере малката ќерка што прави со палениот зет. Кога надзрела, му ја видела шамијата од царот врзана за раката. Али таа е, али не е, си велела. Ја чекај да влезам куќи, да видам арно. Влегла в куќи и од која се поздравила, ја видела шамијата и без друго ја познала оти таа е што му ја дала на царо која отиде на војска. Се вратила дома и го прашала царо што ја стори шамијата. Тој ја рекол, шамијата му ја дадов честита царице на еден голем и силен јунак што дојде која бев на дженг и од која и победи душманите си пресече прсто и му го врзав со мојата шамија. Кога чула царицата тие збори, го зела по себе и го однесла кај помалиот зет да си ја види шамијата врзана на неговиот прс. Отишол царо и кога видел се почудил и го прашал, абре зете, од кај ја најде ти оваа шамија ако не ми кажеш тако ти Бога? Ами ти лели ми ја врза честити царе која бев на бојот против твоите душмани? Ако не веруваш, еве видиме сега, му рекол и го извадил ќулаот од глава. Та еве му го коњо, рслано и рсланицата застанаа до коњо и тој му се качи на коњо. Кога го виде царо, се вчудовиде и тогај дури поверува оти тој бил јунако што му и победил душманите. Го грабнал да го бакнува и да му сака прочка, заедека беше го клал во кокошарнико. Тебе многу ти благодарам, зете, му рекол царо, а пак на двата зето им благодарам зашто ми донесоа млеко од рсланица и ми оздравеа очите. И за млекото, дедо, мене ќе ми благодариш. Чунти јас му го дадов млекото на баџанаците, удирајќи му по еден жежок мур на бутоите. Ако не веруваш, појди со голи и ќе му видиш, еве тој мур. Ја, му го покажал мурот на царот. И после да поверуваш. На тоа згора го моли царот да му го прости што го клал во таа гускарница и го зеде со себе да го однесе во сарајот да го видат баџанаците и сите сватови. Уште поголем џумбуш се направи и кога дојде да умира царот, него го кладоа за цар. По малце време прати по братучедите си, те и кладе и нив да бида големци и се царуваше кој знае до кога.